Por i kthehemi sërish në studio dhe në fakt tashmë ka radhën një prej ngjarjeve mjaft tragjike e cila ndodhi dhe ishte pjesë e shoqërisë sonë, një ngjarje e ndodhur më 3 maj, pra vetëm pak ditë më parë, ku humbi jetën një grua e cila si rrjedhoi e femicidit ose si rrjedhoi e dhunës së familjes e cila më pas ka quar në femicid, dhe për të folur për këtë rast më detajisht, por edhe për trajtuar edhe atë se si përjetohet dhuna në familje dhe femicidi, sidomos në komunitetin rom, për cilin ne themi që fatkeqësisht vazhdon të diskriminohet në disa faza. Me mua këtu në studio është Gulten Mustafova, e cila vjen nga organizata Romalitico. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. За жалко зборуваме за една многу трагична тема, морбидна тема, за фемицид и за семејно насилство. И имаме конкретен случај кој што се случи во 3 мај. Да, за жал денешната тема е таа. Пред себе сакала да се заблагодарам на вашата телевизија заради тоа што се вклучила на некој начин во оваа кампања да го подигнеме гласот против насилството и стоп на насилството. Ние како Ромалитико дававме соопштение до медиумите дека бараме институциите веднаш и итно да постапат. Овој случај да не се остави исто така, како многу други случаи, дека е потребно да се казнат сите оние кои што не постапиле од страна на институциите, за да може во иднина да се превенира вакви ситуации, односно институциите навремено да постапуваат согласно нивните надлежности и да не се случува ова што денеска се случува, односно иако жртвата, како што знаеме, се обидела многу пати да пријави во полиција, сепак тоа не било заведено, не било пријавено од страна на полицијата, односно не поднеле пријава и се случило тоа што на крај во многу исто други претходни случаи се случува да дојде до убиство. Да, ова почна да сите луѓе зборуваат за тоа дека жртвата на фемицидот веќе пријавила, но ништо полицијата не превземала никакви действија. Од каде ги знаеме овие податоци, пошто нели од полиција не ги имаме? Да, за жал се уште немаме никаква официјална информација од страна на Министерството за внатрешни работи каква е ситуацијата, но овие информации во моментов ги знаеме од незините роднини, од семејството, затоа што знаеме дека во еден случај, значи таткото заедно со нејзе отишол во полиција и се обиделе да го пријават насилството, исто така и од нејзини други пријатели кои што се обидувале да ја помогнат. Значи од таму ги имаме информациите, но се уште немаме официјална информација за тоа што реално се случило од страна на Министерството за внатрешни работи. Очекуваме дека наскоро ќе излетат со информација, бидејќи јавноста навистина треба да биде информирана за ова. Затоа што морам да кажам, ова не е прв случај каде што не се превземат никакви действија од страна на полицијата. Полицијата е прва каде што жртвата оди најчесто да пријави, или тоа Центарот за социјална работа. Тие се тие две институции каде што жртвата кога се охрабрува да го пријави насилството, прво оди таму и тие имаат, значи, стандардни оперативни процедури како треба да постапат согласно закон и најчесто не знам кои се причините зошто не постапуваат. Да, тоа често пати ние зборуваме за тоа дека полицајските службеници одлучуваат сами дали да постапуваат или не, иако законот им одложуваат тие да постапуваат, значи мора да постапуваат во вакви ситуации. Зборуваме и за семејно насилство и за фемицид, пошто пред фемицидот имало семејно насилство. Зашто општеството чути во вакви работи, пошто фамилијата, блиската фамилија може да има сознание, пријателите и од другата страна на сторителите имаат сознание за вакви ситуации. Некако, иако во други случаи претпоставуваме дека и во овој, бидејќи се уште немаме официјални детали за целиот случај, комшиите или пријателите се обидуваат да помогнат, најчесто се обидуваат да пријавуваат, но тоа што се случува е дека институциите немаат слух за ова прашање. Законот предвидува и дека треба постојано министерствата самите да вршат обуки на нивните вработени, како во полиција, така и во центрите за социјална работа. Не знаеме дали тие обуки реално се случуваат и колку се истите ефективни, колку овие службеници се сензитивни на овие прашања, што значи сензитивни дека треба да ги познаваат своите законски надлежности и не треба тие сами кога им дојде жртва да одлучат дали таа треба да се пријави тоа дело или не треба да се пријави, туку тие треба да постапат по нивните законски надлежности. Ние тоа го бараме како невладина организација, заедно во соработка и со други невладини организации. Веќе се искоординираме
координиравме со граѓанскиот сектор да постапуваме заеднички за ова прашање, дека не смееме ова да го ставиме да не се заврши до крај. И исто така постои, вчера се формираше една група на женски на жени, женски организации, жени активисти, не само од Македонија, туку и од регионот и од Европа. Се поднесе веќе иницијатива, мислам дека скоро ќе дојде тоа соопштение до медиумите, каде што се вклучи 18 организации од Македонија и од Европа и 62 жени активистки и ромки, кои што ќе се борат до крај дека ова не сме да се случи. Зошто сега се бориме навистина многу и ќе се бориме понатаму, затоа што не смееме да дозволиме друга жртва да заврши на овој трагичен настан. Постојат механизми во самиот закон за заштита, не дека не постојат, значи постојат шелтер центри, иако не се многу ефективни, бидејќи жртвата во тие шелтер центри може да биде од 6 месеци до 1 година максимум. Но сепак истите постојат и постојат многу други заштитни механизми кои што се предвидени во самиот закон. Законот беше донесен во 2021 година, усогласен со Истанбулската конвенција, не е дека не е, но најголем проблем, како и за сите закони во Македонија, е имплементацијата, затоа што не се имплементираат од страна на институциите и службениците не постапуваат по истите. За жал, ние не само во семејното насилство и фемицидот, но кога зборуваме за ромската заедница, за жал се уште има дискриминација во некои да речеме сфери од животот и од институциите, но не само. Дали во семејното насилство се случува истото? Дали мислите дека институциите постапуваат поразлично кога жртва е од ромската заедница? Дефинитивно постапуваат поразлично кон различни етнички групи. Тоа се покажува и со самата статистика. Да речеме, во делот на дискриминација, официјалните податоци на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација од 2024 година е дека се 27% од лицата кои што пријавиле дискриминација, побарале заштита од дискриминација, се припадници на разни етнички заедници, од кои што најмногу се роми. Тоа е првиот факт. И второ, бројот на пријавени случаи од страна на ромките, значи е зголемен. За разлика од 2023 година, каде што бил 6%, во 2024 година тој се зголемил на 10%. Од една страна тоа е добро затоа што се охрабруваат да го пријавуваат насилството, но од друга страна се уште се соочуваме со тоа да институциите не постапуваат за жал. Исто друга една многу би рекла голема и трагична бројка е дека во 2024 година бројот на жртви на трговија со луѓе, околу 20% од нив се жени ромки. Значи, гледаме дека кога се работи за ромската заедница, за жал, дискриминацијата се движи и во семејното насилство, и во фемицидот. Дали имаме нешто, бројки кои што ни укажуваат дека ситуацијата е алармантна за семејното насилство и жртвите? Да, овие бројки сега пред малку што ги кажав покажуваат дека навистина е голем бројот во однос на ромите. Како што знаете, согласно последниот попис, само 2% роми живеат во Македонија, но бројот во кој учествуваат во овие случаи се околу 10% на семејно насилство само кој што се однесува на жените ромки, и тоа се официјални бројки кои што ги имаме добиено од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади, затоа што они го водат тој процес за Истанбулската конвенција и нејзината имплементација. Така да, дефинитивно бројките се навистина високи. Имаме многу случаи каде што се непријавени, истовремено имаме случаи кои што на некој начин не се ни охрабруваат да пријават. Како што знаете, во Македонија има околу 700 лица кои што се без никаква документација роми идентификувани. Уште пред неколку години има доста лица кои што се диспропорционално распределени за државата да живеат како проблема со овие кои што се исто така на кале, околу 80 лица, односно 15 фамилии, така да има многу други кои што не се охрабруваат заради тоа што немаат никаква документација за да може да пријават, и многу исто така жртви кои што им треба подолго време им треба за да може да се охрабрат и да одат да ги пријават случаите. А се тоа што се случува во денешно време, како што беше случајот со Сора Мајана, односно не постапувањето од страна на институциите, не ги охрабрува жртвите, туку едноставно ги тера да не одат во полиција, да не одат во центар социјална работа и да не ги пријавуваат, бидејќи не веруваат во институциите дека може навистина да им помогнат и да ги заштитат.
Што мислите дека е клучно да се направи, особено во ромската заедница, но и пошироко, пошто семејното насилство не бира понекогаш род, етникум и така натаму, но што треба да се направи, кои се некои клучни чекори за да имаме по-голем број на пријавување, но и свеста за тоа дали некои действија се семејно насилство или не? Ние како граѓански организации, особено и Ромалитико и други, како што се да речеме иницијатива на жени која што постои во Шуторизари, има советувалиште за жени кои што се жртви на насилство, не само жени и мажи секако. Значи работиме долго време како граѓански сектор во тој дел, се охрабруваат лицата да може да го пријават насилството, но не можеме тоа целосно да го постигнеме доколку немаме целосна соработка од страна на институциите. Значи институциите тоа што итно мора да се направи дека на вистина мора да почнат да постапуваат своите согласно законски надлежности. Не бараме да постапуваат некако посебно, туку треба да само да се ги почитуваат законските надлежности кои што им се пропишани во самиот закон, и затоа мора Министерството за внатрешни работи многу итно да превземе кон ова малку посериозно, нели, да го заврши овој целиот процес, доколку нели покажат доказите дека не било навистина така пријавено, дека не било постапено од страна на полицајците, дека треба да истите да сносат нели одредена дисциплинска или друга одговорност согласно законот, и да може ова да биде како превенција за понатаму да не се случува во иднина. Да може институциите да постапуваат по своите законски надлежности и на тој начин да овозможуваат заштита на жртвите. Кои чекори би требало полициската станица, полициските службеници да ги превземат во моментот кога жртвата пријавила, и кои би можели можеби и да ја заштитат и да ја превенираат да не се случи и фемицидот на крај? Тие имаат дивни стандардни оперативни процедури, како што спомнав, според кои треба да постапат. Значи, треба да направат проценка нели на ризикот, треба да пријават соодветно до јавно обвинителство како за сите други случаи, понатаму нели јавниот обвинител тоа да го води процесот. Треба да ја упатат исто така жртвата да се обрати до Центарот за социјална работа или да искомуницираат со Центарот за социјална работа, за да може жртвата доколку има потреба да се заштити, односно да се однесе во шелтер центар. Во одредени случаи, нели, според нивната проценка треба да се отстрани насилникот веднаш од домот. Така да има доста надлежности кои што се пропишани во законот според кои тие може да постапат. Тоа што еве го слушаме најново е дека во собрание треба да се достави моментално, мислам дека ќе биде ставено на ЕНР, нови измени на кривичниот законник според кои ќе се барат, односно не ќе се бара, ќе треба институциите да постапуваат за семејно насилство и родово базирано насилство по службена должност. Значи нема да треба веќе жртвата да оди сама нели да пријавува, и се надеваме дека ова ќе биде нели усвоено од страна на собранието, и се надеваме дека повторно како и многу други закони да не биде ставено само на хартија, туку реално да може да се имплементира законот и да може тие да постапуваат. Мислам именно во таа насока се донесе пред неколку години и закон нели за обештетување на жртвите. Постои значи и во тој дел комисија која што треба да одлучува, така да има и буџетски средства предвидено кои што треба да им помогнат на жртвите нели за сите случаи, за целиот процес на кој што им треба подршка во однос на медицина, нели медицинска здравствена заштита, во однос на други услуги кои што ги дава државата, така да постојат навистина доста механизми, но целиот проблем околу тоа што истите не се имплементираат соодветно, ефективно, навремено, брзо, бидејќи во овие случаи не може да не се постапува брзо и не може да не се постапува веднаш. Мислам, тоа е пропишано и во регулативата, но не се реализира. Еден живот е многу ценет за некој службеник да не постапува како што му е надлежноста и да дојде до фемицид. Ние сме за жал при крај на нашиот разговор. Се надевам дека за кратко време ќе имаме и информации од институциите, особено од Министерство за внатрешни работи, за да знаеме што точно се случувало и да немаме следни вакви случаи. Дали имате некоја крајна порака? Крајната порака е до институциите да си ги почитуваат законските надлежности, да постапуваат во случаите, да ги заштитат овие жртви, бидејќи навистина им треба заштита. Овие жртви за да дојдат до таму, до таа институција да пријават, им треба навистина многу долго време да се охрабрат, и затоа не ги враќајте назад, туку постапете веднаш и дно. До жртвите секако да го пријавуваат насилството секогаш, бидејќи тоа не е нешто што треба да се премолчи.
Благодарам многу. Благодарам.